Акцијата на Штипски исар собра над 1 тон пластика. Најдобри се покажа учениците и вработените во основното училиште Гоце Делчев, кои собраа над 70 килограми пет амбалажа. За трудот тие денес добија награда телевизор. Телевизорот како телевизор нема го некое големо финансиско значење. Битна е акцијата која што ја потикнавме свеста на сите граѓани на град Штип дека мораат да го селектираат отпадот, дека тој отпад се преработува и од него може да се добијат пари. Едната година учениците од Гоце Делчев се лидери меѓу своите врсници по еколошките активности. Повеќе треба да се учествува во реализирањето на екостандардите. И мислам дека подобро е да се рециклира. Ја и кажуваме на децата да не фрлаат отпадоци во природата насекаде во градот. Тоа е многу штетно и ги закадуваат поточињата и се другите работи во градот. Сајте чаши може да се одноват како нови. Тоа се докаже и со низа признанија за училиштето. Ова е потврда уште една, како што кажавме, дека зеленото знаме го добивме во петок и дека нашето училиште оди во нагорна линија, односно учениците и сите вработени имаат изградено високо ниво на еколошка свест. Акцијата за собирање пет амбалажа исар ја покрена пред околу 1 месец, а покана за учество добија сите јавни институции во градот. Ова акција собравме околу 1 тон и 200 килограми. Имаше 5 амбалажа од сите јавни институции. Најмногу донесе Гоце Делчев, основно училиште, околу 70 килограми. Дневно Штип фрла околу 250 до 280 килограми комунален отпад. Учинокот на пластиката во сметот е некаде околу 10 до 15%, меѓутоа, пошто знаете дека има и улични собирачи, така да негде 5 до 10% ни останува нам, онаа пластика што тие не можат да ја соберат, ја собираме ние и ја носиме во нашата фабрика. Акцијата за собирање на пет амбалажи и подигање на свеста за примерна селекција на отпадот Штипски исар ја покрена годинава, но најавите се дека таа ќе стане традиционална.